Општина Свети Николе минатата година ја заврши со рекордна реализација на буџетот со над 85%, што не било од формирањето на општината, а веќе со полна пареа се работи на реализација на проекти и оваа година. Ова денес го истакна градоначалникот Дејан Владев при увид во реконструкцијата на 4 улици во централното градско подрачје, направен со партискиот лидер Христијан Мицкоски. Се работи за неколку улици, кои што верувам, еве сега точно разговарав со изведувачот, тој ме уверува дека оваа работа ќе биде завршена за 10-15 дена. Значи професионално ќе работат, имат ставено 30 на сантима тампон, за да веднаш потоа да ќе биде ставено 2 слоја на асфалт, прво 7 сантима првиот слој и потоа уште 5 сантима од вториот слој. Градоначалниците на ВМРО покажаа како се работи и како се сака сопствената општина. Конкретно Владев е пример за посветеност и во Свети Николе веќе се реализирани над 70% од ветените проекти, истакна Мицкоски. Мислам дека сме во одлична фаза со голем процент на реализирано, можеби рекол повеќе од 70% од тоа кое што е ветено, имајќи предвид дека се соочуваме со влада која што онаму каде што нивните кандидати за градоначалници катастрофално изгубија се однесува насилнички. Ги бойкотира, го кочи развојот на тие општини каде што има градоначалници на ВМРО. Да помнем уште кратко. Градоначалникот Владев најави засилена динамика на работа и за периодот што следи, со конкретни активности. Најавувам и асфалтирање на улица во Анзабегово, 4 улици на Сопотски пат кои што долго време ги чекаат граѓаните. Веќе е почната при крај процедурата и за изградбата на новиот парк во Свети Николе. Еве, други ден ќе имаме седница на Совет, каде што ние веќе имаме реализирано 85% од самиот буџет. Од сега започнуваме веќе да правиме проекти за наредната 2024 година, пошто 2023 ќе не биде доста активна и исполнета. Посетата на Мицкоски на Свети Николе е во рамките на активноста Промените на дело.